Ученици од Средното општинско училиште Перо Наков во изминатиот период беа дел од проектот Европски виртуелни компании од програмата Еразмус Плюс, финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Македонија. Носител на проектот е училиште од Италија, а останати партнери се училишта од Австрија, Шпанија и Хрватска. Како што појаснува наставничката Ивана Близнаковска-Доцевска, целта на проектот е зголемување на свесноста на учениците за основање сопствени компании, будењето и поттикнувањето на предприемачкиот дух, развивање способности за воочување разлики во самото работење на компаниите во Македонија и во други европски држави. На неколкуте мобилности кои се одвиваа виртуелно во изминатиот период, учениците се запознаа со работењето на виртуелните компании во сите наведени држави. Иако во нашиот образовен процес сите ученици формираат виртуелни компании за потребите на наставата, овде беше формирана нова виртуелна компанија. За потребите на компанијата учениците изработуваа бизнис планови, маркетинг планови, каталози, веб страни, Facebook и Instagram страници, изјави наставничката Близнаковска-Доцевска. Во рамките на проектот учениците го посетија и Сан Себастијан во Шпанија, каде сите имаа можност и физички да се запознаат, освен Италија поради ковид рестрикции за патувањата. Од нашето училиште присуствуваа 6 ученици и 2 наставника. За време на мобилноста учениците се стекнаа пред се со многу нови пријателства и се запознаа со многу различни култури. Секако не изостана ниту работниот дел, кој што се одвиваше во училиштето во Сан Себастијан, во кој учениците работеа на маркетинг плановите на нивните виртуелни компании, вели наставничката. Виртуелна мобилност организираше и самото училиште Перо Наков, при што акцентот беше ставен на социјалниот аспект на компаниите. Учениците, освен тоа што се стекнаа со знаење во врска со социјалното предприемништво, тие успеа да ја додадат и социјалната димензија на сите бизниси поединечно, преку различни начини кои што беа представени на мобилностите, додава Близнаковска-Доцевска.